Дебаклот во Брисел со датумот за преговори е резултати на погрешно избраните советници на премиерот Зоран Заев. Некои од нив не вредат ни 5 пари, а земаат огромни хонорари од народот, изјави Петар Колев во емисијата Анализи и коментари. Почнувајќи од независниот пратеник Павле Бокоевски, кој што знаеме како му заврши неговата кариера, минувајќи преку советниците за странски инвестиции како што е господин со целата почит, господинот Љубе Бошковски, минувајќи преку младиот Ружин кој што беше советник за односите со Франција, нели, и другиот негов колега. Тоест, ако ги соберете сите тие луѓе на едно место, ќе сватите дека нивниот капацитет е многу блиску до нула. Според Колев, освен советниците, камен кој што ни ја затвора европската порта се и наместените тендери и корупцијата. Класичен пример е случајот Рекет. Мислам, повеќе од јасно е дека за тој целиот случај веќе истрагата покажа, и ние и тоа сме го коментирале во вашава емисија, дека зад него седат високи функционери, ето Фросина Ременски. Сега, зошто треба да си ја кривиме душата и од вашето студио да лицемериме и да се обидуваме да зборуваме нереални работи? Повеќе од јасно е дека 99% од јавните набавки во оваа земја се наместени. И тоа се случува благодарение на таа корупција по високите скалила на власта, не се случува благодарение на убавата флизура на Тони или на Петар. За крај, како клучен демократски проблем, Колев го наведува актуелниот изборен систем. Уште сега ето од вашето студио би сакал да испратам апел и нашите сограѓани треба да знаат дека додека Македонија не направи реформи во изборниот процес и изборниот систем, тоест да се реформира согласно правилата по кои што се избираат европските институции. Европскиот парламент се избира по моделот една изборна единица со отворени листи. Се додека Македонија нема такви изборни правила, никош нема да стане членка на Европската унија. Тоа ви го гарантирам, тоа се случило со сите држави во Европската унија, така ќе се случи и со нашата земја.